Може? Почитувани медиуми, почитувана јавност, моја чест е денеска да бидам домаќин на министерот Златко Перински, министер за локална самоуправа во владата на Република Македонија. Денеска ние имавме плодни разговори на теми поврзани со локалната самоуправа. Можам да истакнам дека соработката со Министерството за локална самоуправа е на едно високо ниво, продолжуваме со исто темпо и во досегашната соработка со Министерството реализиравме два клучни проекти: асфалтирање на улици во висина од околу 2,5 милиони денари во населено место Соколарци, и исто така изработивме и проектна документација за патниот правец Облешево-Спанчево, кој што е во вредност околу 900.000. Во таа насока ќе се движиме и понатаму во иднина, ќе соработуваме со Министерството во делот на тоа што тие го нудат како можност за соработка и помош за развој на општините во Република Македонија. Сакам да истакнам дека оваа соработка е од голема корист за нашата општина и за подобрување на животот на граѓаните на општина Тишиново Облешево. Благодарам. Благодарам. Добар ден и од мене. Денешните посети теренски на Министерството за локална самоуправа започнаа овде во Тишиново Облешево, потоа продолжуваме во општина Свети Николе. И ова е оној пристап на отвореност и ова е оној пристап на достапност кој што оваа влада од самиот почеток го промовира. Имавме прилика да разговараме со општинската администрација, имавме прилика да разговараме со градоначалникот во делот на кои се приоритетите на општината. Од наша страна како влада која што се карактеризира со безрезервна поддршка на локалните самоуправи, беа презентирани практично и трите приоритети кои што тековно ги работиме во изминатиот период и кои што ни се приоритети во иднина. Првиот, а тоа е оној прв и втори јавен повик преку кој што интервентно обезбедивме приближно 20 милиарди денари во дел на финансиска помош и поддршка за реализација на капитална инфраструктура. Вториот столб на кој што сега работиме е во делот на ажурирање на базите на даночни обврзници на општините за обезбедување на поголема финансиска независност на самите локални самоуправи. И третиот момент кој што или третиот столб кој што го работиме тековно е преку ресурсниот центар во делот на обезбедување на експертиза, на експертска помош на поготово на општинската администрација во делот на надминување на секојдневните предизвици. Дозволете ми само на крај да соопштам дека и механизмот за меѓуопштинска соработка и законот за меѓуопштинска соработка, почнувајќи од понеделник, 30 овој месец, го отвараме со цел подобрување на механизмот на меѓуопштинска соработка, механизам кој што и текако може да им помогне на општините и во делот на извршување на секојдневните обврски, но и во делот на меѓуопштинската соработка во насока на креирање и реализација на регионални проекти. Ви благодарам. Да, колку им е од полза ресурсниот центар на општините? Колку често го користат и кои сегменти од него најчесто се интересни за нив? Основниот постулат за креирање на ресурсниот центар практично е оној пулна, онаа база на експерти која што во моментот е креирана. Евалуацијата во првиот дел на огласот за пријавување на експерти заврши минатата недела и од 242 апликации веќе 180 се оперативни, се инкорпорирани во рамки на базата на експерти која што им е ставена на локалните самоуправи, и од понеделникот дигиталната алатка, софтверот е отворен за сите општини кои што ценат или имаат потреба да аплицираат за да побараат од нас испорака на еден или два или три експерти во зависност од областа за која што им е неопходна. Значи, овој ресурсен центар практично е креиран врз основа на барањето и потребите на општинските администрации и на градоначалниците. Ние како ветување предизборно, како политичка партија предизборно го ветивме, но го моделиравме согласно потребите на општинската администрација и на градоначалниците, така да секаде каде што сме биле во посета на општините и секогаш кога сме разговарале со дел од општинската администрација и градоначалниците, навистина е поздравен формирање на еден ваков центар. Покрај
базата на експерти ќе се работи и во делот на дигитализација на општинските услуги. Таа е активност која што ја работиме заедно со Министерството за дигитална трансформација. Потоа ќе го мериме навистина ревносно општинскиот развоен индекс и ресурсниот центар ќе биде местото каде што ќе се институционализираат сите досегашни развиени алатки кои што државата преку разни проекти и донации ги развила, кои што за жал во минатото по завршување, да речеме, на проектните активности, тие алатки веќе завршувале тотално нефункционални. Значи, ресурсниот центар е замислен како помош и поддршка на дневна основа на работата на општинската администрација и градоначалниците и е замислен како една контакт точка во која што ќе се судираат потребите на општините со знаењето од страна на експертите, преку која што контакт точка ќе се канализира и донаторската помош, за да бидеме сигурни дека како држава се она што се реализира, имплементира или креира на проектна основа, а е наменето за локалните самоуправи, стратешки соодветствува со потребите на државата. Да, и само накратко, што говори обсервацијата, каде е фокусиран тој интерес? Од областа на комунали, инфраструктура, социјала, на што е најповеќе интересно за самите општини да добијат и совети и помош? Па генерално сите изворни надлежности на општинските администрации, да речеме, се интересни и се предизвик за општините. Не можам да сепарирам некоја која што највеќе одскокнува, секако тука во делот на комуналните дејности, да, и во делот на заштитата на животната средина, но ако трнеме од помалите општини, тие имаат сосема поразлични потреби и барања, да речеме, од оние што се можеби поголеми и поразвиени, така да затоа велам, ги структуиравме експертите да можат да одговорат на сите изворни надлежности, за да можеме ние да одговориме на барањата соодветно на локалните самоуправи. Hvala. Благодарам и на вас. Hvala.